Глава прва. Во зајачката дупка. Алиса почнуваше да се заморува седејќи крај сестра си на насипот и немајќи што да прави. Еднаш или два пати таа скришно дзирна во книгата што ја читаше сестра ѝ, но во неа немаше никакви слики ни разговори. И во што ли е ползата од некоја книга, помисли Алиса, ако во неа нема слики или разговори? И таа веќе си пресметуваше во главата. Онолку колку што можеше, зашто жешкиот ден правеше да се чувствува мошна, заспана и глупава. Дали би се исплатило ако се помачи да стане и да набере неколку бели ради за да си сплете венче, кога наеднаш еден бел зајак со розикави очиња претрча покрај неа. Немаше во тоа ништо особено. Ниту пак Алиса помисли дека е мошне необично што го чу зајакот како се рече за себе. Оф, леле, мајко, премногу ќе задоснам. Кога отпосле ќе се спомнеше за тоа, се чудеше како можело да се случи такво нешто, но во моментов сето тоа изгледаше сосема природно. Но кога зајакот пред незини очи извади часовник од џебот на својот елек и погледна во него, па потем продолжи да трча, Алиса скокна на нозе зашто најпосле изсветна во главата дека никогаш порано не беше видела зајак со елек, ниту пак да вади часовник од џебот. И горејќи од љубопитност, таа се затрча преку полето по него и за среќа стаса токму навреме за да го види како исчезна во една голема зајачка дупка под оградата од жбуња. Во следниот момент веднаш по него влезе и Алиса, не размислувајќи воопшто за тоа како одново ќе излезе. За некое време зајачката дупка се протегаше право, како некаков тунел, и потем одеднаш пропадна надолу. Така однедадеш, што Алиса пред да има време и да помисли да сопре, и се најде како лета надолу пропаѓајќи во некој многу длабок бунар. Бидејќи бунарот беше многу длабок, или пак затоа што паѓаше многу полека, таа имаше доста време додека пропаѓаше да се обзирне околу себе, прашајќи се што ли ќе се случи со неа понатака. Најпрвин се обиде да погледа надолу за да види што ли ја чека таму, но долу беше толку мрачно што не можеше ништо да се види. Потем погледа одстрана под зидовите од бунарот и забележи дека тие се исполнети со шкафови и полици за книги. На неколку пати таа види и некои географски карти и слики како висат обесени на клинци. На поминување таа дофети некаква тегла од полиците на која пишуваше сладко од лимони, но за нејзино големо разочарување таа беше празна. Не сакаше да испушти теглата од раце само затоа што се плашеше да не убие некој долу, па така успеа на крајот да се ослободи од неа, ставајќи врз едно од шкафовите покрај кои поминуваше онака паѓајќи. Па добро, си помисли Алиса. По едно ваква паѓање нема да ми биде ништо ни ако се стркалам некогаш по скали. Колку ли храбра ќе мислат тие дека сум дома? И да се случи такво нешто, не би се пофалила, па ако сака да паднам и од погревот на куќата, што најверојатно беше цела вистина. И така, надолу. Ке има ли некогаш крај на ова паѓање? Се прашувам само колку ли километри сум изминала за сето ова време, рече таа гласно. Би требало веќе да сум близу и до центарот на земјата. Чекај да видам, тоа би било, ми се чини, на 6000 километри длабочина. Како што гледате, Алиса веќе беше научила неколку вакви работи од своите уроси во училницата и макар што моментот не беше многу згоден за таа да се фали со своето знаење, зашто и онака немаше кој да ја чуе, сепак беше добро за вежба да се повтори и тоа. Да, тоа е приближно на иста раздалеченост, но тогаш се прашувам на која географска ширина и должина би морала да се наоѓа. Алиса немаше ни поим што е тоа географска ширина и должина, но сметаше дека е убаво да се кажат тие големи зборови. И таа продолжи понатака. Се прашувам дали ќе се паѓам вака низ целата земја од едниот до другиот незин крај. Колку ли смешно ќе биде кога ќе излезам кај оние луѓе што одат со главите надолу. Колку ли антипатични ќе бидат чинам. И таа беше презадоволна овој пат што никој не ја слушна, затоа што тој збор не звучеше баш како да е на место. Но јас, знаете, ќе морам да ги прашам како им се вика земјата или државата. Ви се молам, господјо, дали е ова Нов Зеланд или Австралија? И таа се обиде да биде уштива во зборувањето.
Замислете си каква е таа учтивост додека паѓате низ воздух како перце. Мислите дека и вие би можеле да го постигнете тоа? Но колкава ли голема незналица ќе помислат дека сум, продолжи Алиса. Не, поарна ќе биде ако не ги прашам ништо. Можеби некаде тоа ќе го видам напишано. И така, надолу. И бидејќи немаше што да се прави, Алиса пак почна да се изборува самата на себе. Дина вечерва ќе забележи дека ме нема, сигурна сум. Дина беше незиното маче. Се надевам дека дома ќе се сетат за вечера да му го дадат тасничето со млеко. Драго мое Динче, колку би сакала сега да си со мене да знаеш. Навистина жалам што нема такви глувчиња што летаат во воздух, но би можела да фатиш некој лилјак и тој е многу сличен како глувчето. Но кој знае дали мачките јадат лилјаци? И овде на Алиса почна да и се спие и таа продолжи да се изборува сонливо. Дали мачките јадат лилјаци? Дали мачките јадат лилјаци? А понекогаш и дали лилјаците јадат мачки? Зашто, како што гледате, таа не можеше да одговори ниту на едното од двете прашање, па и беше речиси се едно како ќе го постави. Таа почувствува како полека ја фаќа дремка и токму беше почнала да сонува како оди, држејќи ја за рака Дина и како и вели мошне сериозно. А сега, Дина, кажи ми ја вистината, дали некогаш си изела лилјак? Кога одеднаш дамп, и таа се најде на куп со суви лисја. И паѓањето беше завршено. Алиса не беше ни најмалку повредена и за момент се најде на нозе. Погледа нагоре, натаму беше се темно и мрачно. Пред неа се отвори еден долг коридор и белиот зајак се уште се гледаше како трча по него. Немаше време за губење и Алиса се стрча како ветер и стаса токму на време за да го чуе како вели додека свртуваше за ден нагол. Ох, погеволите со моите уши, со мојата брада, колку ли доцна станува веќе! Таа беше близу зад него кога сврте за даголот, но зајакот веќе не можеше да се види. Таа се најде во една долга, ниска сала што беше осветлена од ред ламби што висеа на таванот. Насекаде од наоколу имаше врати, но тие беа сите заклучени. И од кога Алиса го помина сиот пат од едната и другата страна, обидувајќи се да ги отвори вратите, застана тажно во средината, прашувајќи се дали некогаш воопшто ќе успее да излезе одовде. Одеднаш се најде пред една малечка триножна маса направена сета од цврсто стакло. На неа немаше ништо освен едно малечко златно клуче и првата мисла на Алиса и беше дека тоа можеби е од некоја од вратите на салата. Но, за незин ужас, или клучалките беа премногу големи, или клучето беше премногу мало. Во секој случај тоа не можеше да отвори ни едно од вратите. Па сепак, кога се обиде по втор пат, и се најде пред една ниска завеса што пред тоа не беше ја забележала. И зад неа се појави малечка врата, висока околу 15 палци. Го вовлече таа малото златно клуче во клучалката и за незино големо задоволство тоа влезе токму во неа. Алиса ја отвори вратата и виде дека таа водеше во еден мал премин, не многу поголем од некоја дупка за старци. И потем клекна и погледна низ преминот во најубавата градина што сте ја виделе. Колку многу сакаше да излезе од мрачната сала и да се проскита малку по тие алеи од сјајни цветови и сред тие освежувачки водоскоци, но низ дупката едва и можеше да ја протне главата. Па дури и да ми ја собере главата, помисли кутрата Алиса, што би правила кога не ми ги собере рамењата? О, колку би сакала кога би можела да се вовлекувам како Дурбин. Па мислам и дека би можела кога би знаела само како да почнам. Зашто, како што гледате, толку многу необични работи се случиле во последно време, што Алиса веќе мислеше дека многу мал број работи се навистина невозможни. Се чинеше дека нема никаква полза од тоа ако се чека пред малата врата, па затоа таа се врати до масата со половина надеж дека можеби ќе најде друго клуче или во секој случај некоја книга со правила како луѓето може да се вовлекуваат како Дурбин. Овој пат најде таму едно мало шише, што секако пред тоа не беше овде, си рече Алиса, а околу неговиот врат една книжна етикета со зборовите: "Испи ме", убаво отпечатена со големи букви.
Во ред беше сето тоа да се каже испиме, но паметната мала Алиса не сакаше тоа да го стори на брзина. Не, прво да видам, си рече таа, дали на него пишува отров или не. Зашто веќе беше прочитала дека мали убави истории за деца што се изгореле или биле проголтани од диви зверови и за многу други непријатни работи само затоа што не сакале да ги запаметат простите правила на кои ги научиле нивните пријатели. Како, например, дека црвената усвитена маша ќе ви изгори ако ја држите премногу долго и дека ако си го исечете прстот многу длабоко со нож, тој обично ќе прокрвави. А таа не беше заборавила дека ако испиете повеќе од некое шише, што е значено со отров, тоа речи си сигурно побрзо или подоцна ќе ви штети. Сепак, шишево не беше одбележено со отров и така Алиса се осмели да го проба. И гледајќи дека мошне добро, на некој начин всушност имаше вкусна торта од цреши, ананас, пита од јаболка, печена мисирка, карамела и пржен леп со кајмак. Наскоро го испи докрај. Колку чудно се чувствувам, си рече Алиса. Изгледа дека се смалувам како што се смалува дурбинот. И навистина така и беше. Таа беше сега висока само 10 палци и лицето й се разведри кога помисли дека сега го има точно оној раст што е потребен за да мине низ мала врата како онаа прекрасна градина. Па сепак, најпрвен таа почека неколку минути за да види дали уште се смалува. Малку се почувствува и нервозна поради тоа, зашто, кој знае, си рече Алиса. Може би на крајот ќе се згаснам како кандило. Се прашувам на што би личела тогаш. И таа се обиде да си представи на што ли личи пламенчето од кандилото кое ќе се дувне, зашто не можеше да се сети дека видела такво нешто. По известно време, откако виде дека ништо веќе не се случува, таа се речи веднаш да појде во градината. Но каков ли ужас за кутрата Алиса? Кога дојде до вратата и кога виде дека го беше заборавила малото златно клуче, зашто кога се врати назад до масата се изненади кога виде дека не може да го дофати. Можеше да го види сосема јасно ни стаклото, но кога направи се за да се искачи по една од ногарите на масата, стаклото се покажа премногу лизгаво и мазно. А сега, веќе беше уморна од своите настојувања, кутрата малечка седна долу и заплака. Ајде, нема полза од ваквото плачење, си рече Алиса самата на себе доста остро. Те советувам веднаш да престанеш. Таа обично си даваше мошне добри совети, иако сосема ретко ќе се слушаше да ги послуша. А понекогаш се прекоруваше самата толку оштро што ќе наврија и солзи на очи. А еднаш се сеќаваше и за тоа како се обиде да си ги истегне само ушите, само затоа што се фати како мами во една игра за крокет, што си ја играше против самата себе си. Зашто ова љубопитно дете навистина имаше обичај да се преправа како во неа да живеат всушност двајца луѓе. Туку што полза од сега тоа, си помисли кутрата Алиса, ако се преправаме дека сме двајца, колку малку има останато од мене и од мојот раст, што кој знае дали можам да представувам и една обична личност. Наскоро погледот и падна на една мала стаклена кутија што лежеше под масата. Ја отвори и најде во неа едно многу мало колаче, на кое со риби зли убаво беа обележени буквите. Изеди ме. Па добро, ќе го изедам, си рече Алиса. Па ако ме направи поголема, ќе го дофетам клучето. А ако ме направи пак уште помала, ќе можам да се протнам под вратата. Па така, што и да се случи, важно е дека ќе влезам во градината. Касна малку, па си рече загрижено. Каде? Во кој правец? Држејќи ја раката високо над својата глава за да сети на која страна ќе порасте. И многу се изненади кога види дека станала со истиот раст. Сигурно тоа секогаш се случува кога некој јаде колачиња. Но Алиса толку многу се беше свикнала да очекува само необични работи и случки, што изгледаше сосема здодевно и глупово да се живее ако се продолжи по својот обичен пат. Но сепак се зафати да јади направо да го излапа целото колаче.